Во мојот 50 и неколку годишен живот си имам среќавано со се и се што. Имам среќавано добри, имам среќавано лоши и најлоши луѓе. Меѓутоа, немам сретнато вакви нелуѓе, односно вакви изроди од луѓе. Во Република Македонија денес се случува преседан. Се случува преседан бидејќи не се случило човек кој што неправедно е осуден во еден монтиран политички процес да лежи во затвор 5 години, при тоа да не користи нито еден викенд и на крај да се злоупотребува дискреционото право оставено на овластените лица кое што им е дадено со закон. Во оваа прилика сакаме на сите да им дадеме до внимание дека секоја злоупотреба на дискреционото право е злоупотреба и на службената должност и за тоа се одговара. Навистина, не можам да се изначудам како овие луѓе, не луѓе, во оваа прилика ќе употребувам една терминологија која употреби бившиот министер, а сега еден од главните осомничени, во смисла како овие човечиња, поради својата неспособност, поради својата сервилност и постојано не смеат да се спротивстават на наредбите кои што доаѓаат од екзекуторите и креаторите на овој случај. Кога ќе ги земете во предвид сето она што се случувало и сето ова што се случува, сето ова добива димензии на монструозност. И оттаму во оваа прилика сакаме да им порачаме на сите учесници во овој монструозен процес, во овие случувања кои што ги немало на овие простори, па и пошироко, дека секоја злоупотреба е казниво. Доколку не излезат и не ја исправат неправдата барем малку при крај, тогаш нека бидат свесни дека наскоро нивните удобни фотели лесно може да ги заменат со креветот од даски на кој што 5 години лежи нашиот брат Љубе. Оттаму, еве и последен повик да го ослободат братот Љубе, да го искористат дискреционото право, односно правото кое што му следува, и сите заедно да дочекаме слободата за брат Љубе, а истовремено да ги казниме сите измеќери на власта. Слобода за брат Љубе, да живее Република Македонија!